Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција отвори предистражна постапка поради сериозни сомнежи за неовластено копирање податоци од информативниот систем на кабинетот на претседателката на Република Северна Македонија. Случајот е инициран на 18 декември 2025 година, по информациите добиени од Министерството за внатрешни работи за инцидент што се случил на 24 ноември 2025 година, каде што постојат сомнежи за упат во државниот компјутерски систем. Во рамки на истрагата, обвинителството побарало проверка на компјутерскиот систем кај Силјановска Давкова и наредило анализа на компјутерите и лаптопите доставени од кабинетот на претседателката до МВР. На почетокот на 2026 година подобиено известување дека кабинетот на претседателката не располага со копија од видеонадзорот, бидејќи опремата е набавена преку службата за општи и заеднички работи, а надлежноста за ракување и чување на записите кај МВР, предметниот јавен обвинител се обрати и до СОЗАР и до МВР за нивно итно обезбедување. Од СОЗАР беше добиено известување дека институцијата не располага со видеозаписи, туку дека нивната надлежност се однесува исклучиво на набавка на опремата, додека чувањето и располагањето со копиите од записите е во надлежност на МВР. И покрај тоа од страна на МВР до денес не се доставени повратни информации, ниту известување за преземени действија во врска со обезбедувањето на копиите од видеонадзорот. Од обвинителството додаваат дека на 16 март 2026 година МВР доставило само дел од информациите поврзани со обезбедување пристап до криптираните податоци од компјутерските уреди што дотогаш биле анализирани. Во меѓувреме, до обвинителството биле доставени и 2 мобилни телефони одземени од пријавеното лице, за кои била побарана анализа и екстракција на податоци во истражниот центар на обвинителството. Потоа на 25.3.2026 година, имајќи ја предвид сериозноста и чувствителноста на предметот, јавниот обвинител до МВР сектор за компјутерски криминал достави наредба за анализа на податоците од мобилните телефони, како и заедничка анализа на податоците екстрахирани од компјутерската опрема, обработена во истражниот центар на ОЈОГОК. Дополнително беше побарана и анализа на постапувањето по судската наредба за увид и пребарување во информативниот систем на кабинетот на претседателката, со задолжение до обвинителството да биде доставено известување за прибраните докази. Но и покрај сериозноста на случајот и сомнежите за можен шпионски скандал во кабинетот на претседателката, обвинителството вели дека до денес од МВР не ги добило ниту резултатите од анализите, ниту доказите собрани во текот на истрагата. Во одговор за ова прашање, од МВР за ТВ21 велат дека секторот за компјутерски криминал веќе постапува по двете наредби добиени од обвинителството, со кои се бара анализа на електронскиот доказен материјал. Додава дека моментално е во тек анализа на сите електронски докази извлечени од конфискуваните уреди. Посочува дека станува збор за поголема количина електронски материјал за кој е потребен подолг временски период. Според МВР, анализата е во завршна фаза и во наредниот период целиот доказен материјал ќе биде доставен до ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција.